Поштовани гледачи, добра вечер во уште едно издание на емисијата Избор на народот. Остануваме на тема Македонија, на целокупната глобална политичка состојба и безбедноста не само во Македонија, туку и во регионот и каде Македонија понатаму, дали евроатлантските интеграции или пак можеби да погледа кон исток. Гостин во моето студио е професорот Иван Бабановски. Со него ќе позборуваме на оваа тема малку повеќе од безбедносен аспект, односно безбедносен чадор на Македонија, како е најдобро и како се одвиваат работите моментално во светот. Јас ќе ви посакам добро вечер и добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер до гледачите на ТВ Сонце. Навистина овдека се чувствувам секогаш како во кругот на најблиските и секогаш ми е пријатно да бидам гостин во вашето студио. Пред да одиме на актуелните безбедносно-политички теми кои што дебело ја тресат цела Европа и светот, иако во Македонија се чини помалку се обрнува внимание отколку во останатите држави во светот, иако блиску се до нас случувањата. Но пред да одиме на сите тие теми, морам да ве прашам за последните актуелни случувања кои што се уште се во жижата на наставните. Тоа се воведувањето на екстерното образование како метода која треба да послужи за верификација на знаењето на студентите или не екстерно, него било како некаков испит и студентскиот протест кој што беше организиран пред 2 дена. Сметам дека недозволиво е, апсолутно, најживиот, најдинамичниот, најсилниот субјект во едно општество да биде оставен пострана само заради тоа што партиските војници не можат да се носат со него, затоа што немаат никакви капацитети, ни политички, ни морални, ни човечки, за да можат да се носат со тој субјект, студенти. Студенти во светот значат еден од најзначајни субјекти во општествените збиднувања. Јас би порачал на нашата влада да не може да направи ни еден чекор во реформите на универзитетот, ако не и во високото образование, во високото школство, ако ги нема како рамноправен партнер во договорите, расправите и одлучувањата за сите можни, потребни или непотребни реформи во високото образование. Значи, најсериозен субјект во тие настојувања мора да им бидат студентите. Затоа што владата не ја познала силата на студентите. Затоа што во владата има луѓе кои многу малку живееле студентски живот, има луѓе кои поминале по студиите, па сега мислат дека можат они сега да прават некакви реформи, а и знаете, не може да биде реформатор оној кој деформира. Како може некој да реформира некого ако претходно го деформира? А еден голем дел од нашите владеачки структури се деформирани и деформатори. Тие не може да бидат реформатори. Што сакам да кажам? Не може да се донесе еден ваков акт, една ваква одлука, едно вакво сулудо решение во високото образование, без да се седне и да се разговара со оној субјект кој најповеќе ќе биде загрозен. Тоа се универзитетските професори и универзитетскиот сенат, ректоратите, факултетските управи и во сето тоа да бидат студентите примарни. Се однесува за нив, они треба да трпат последици, а морам да кажам, нека не се занесува никој во оваа наша држава, во оваа моја Република Македонија, дека можат лепачи на плакати и букачи по партиски трибини да испрашуваат професори на универзитет и да ги испрашуваат студентите, посебно ако 90% од нив не поминале ниту средни школи.
Професоре, уште едно прашање кога сме кај студентите. Бевте присутен на овие протести, но она што е интересно, вие бевте присутен и на првите протести во поранешна Југославија кои што се одржаа уште далечната 68 година, едни од најмасовните. И при тоа на сите протести, што како човек кој што беше во службите внатре, што како човек кој што директно присуствуваше и на самите протести, во суштина така беше и на студентските протести 97-та година. Па ме интересира ваше размислување околу тоа авангардно будење на студентите и околу нивните постапки кои што беа направени, односно нивното марширање за денот на студентите, и напомена дека истиот ден во Атина имаше излезено 42.000 луѓе на улиците токму на 17 ноември, кога е меѓународниот ден на студентите. Па тоа е меѓународниот ден на студентите, за грците значи многу. Затоа што студентите беа жртви на рушење на хунтата, полковничка хунта која на власт ја донесе Ција. Ција го тргна монархот, ги донесе фашистите на власт и Ција беше поразена од студентите. И не случајно беше 17 ноември една организација ја крстат терористичка, а хунтата никој не ја нарече терористичка хунта. Сега се вратам на она прашање што ми го поставивте. Јас 68-та година бев млад оперативец на служба за државна безбедност и од првиот ден бев вклучен во Црвениот универзитет кој тргна протестот од Белград. Истата вечер имавме емисар кој ги донесе документите од Црвениот универзитет што требаше да се поделат на универзитетот на Свети Кирил и Методиј во Скопје. Меѓутоа, тој студент од Белград беше мој суграѓанин. Сега можам бидејќи упишував и во моите досегашни ракописи. Иво Илич, викан Иво Врањанац од Куманово, мој другар, и ние цела ноќ проведовме во Феријален сојуз, а моите колеги го чекаа емисарот во студентски дом Стив Наумов и во Кузман да го уапсат и да му ги одземат материјалите. Подосна во Македонија боравеше Матија Бечковиќ како студентски лидер по она интервенција на Велјко Влаховиќ по барање на Тито. Едини авторитет кој студентите го прифаќа и го признава беше Велјко Влаховиќ, кој можеше да отиде на мостот помеѓу Нови Белград и Белград и да ги сопре студентите и да им вети во името на маршалот дека нивните барања се оправдани и дека нивните барања ќе бидат разгледани и во најскоро време ќе бидат известени дека барањата се преточени во норматива и во подобрување на општествениот стандард и услови на живење, а и позицијата на младите и на студентите во тогашна СФРЈ. Значи, цел месец го придружував Матија Бешковиќ и не знаеше дека сум припадник на служба за државна безбедност со моја кола. Тога имав некоја Шкода 2005, така викаат МБ. Цело време бев со него, никаде не го попречивме да контактира со младите, меѓутоа исто така не дозволивме да дојде до екстремности, затоа што имавме оценка и проценка и барање од Тито да се подржат сите оправдани барања на младите, не само студенти, туку младината на Југославија, во која Тито многу веруваше. И таа верба негова некако се пренеси кај мене и јас овдека денеска можам, ако ме гледат моите студенти, да им кажам дека сум им благодарен што сум во можност да бидам гостин во вашето студио и да говорам се уште за безбедносно-политичка состојба во државата, пошироко на Балканот, па и во Европа и во светот. Благодарение
на нивната верба што кога бирократско-догмански структури кои ја рушеа Југославија и Сојузна комунисти на Југославија сакаа да ме исклучат од партија, тога значи штом ќе те исклучат од партија остануваш без работно место, остануваш без станот, остануваш на улица, после 30 години во служба ќе се најдев значи за никаде и никој немаше да смее да ми пружи рака затоа што удба беше таа која беше. Значи 68 година целосно бев вклучен во сите движења на младите, не само во Југославија, туку и пошироко во Европа. 70-та година, кога беше протест на студентите на Филозофски факултет во Белград, се најдов на состанок во Сојузен секретаријат за внатрешни работи, во служба за државна безбедност на состанок, и кога слушнав дека немаме ни еден човек на протестите, ја им реков, ја таму не одам да ги плашам студентите. Меѓутоа ќе отидам да видам, да не дозволиме, бидејќи службата не можеше да дојде до студентите на Филозофски факултет, али сите странски служби, шпионите можеа со нив да комуницират и во нивната безбедносна необразованост да ги изманипулират и да ги доведат контра општеството. А општеството имаше и желба и намера да ги вклучи, да го вклучи тој најдинамичен дел на општеството во сите општествени процеси. Значи, никој немаше против, на студентите им се даде она што беше оправдано и што го бара. И денеска, студентите наши, што го бараат, е сосема оправдано. Јас се срамам од она што може да се види во студентскиот стандард. Јас се срамам од она што можев да го следам и кај мене ми се јавува некои студенти и ми дава податоци за огромна корупција во студентскиот стандард, за корупција и ограбување и на онака малиот фонд што се издвојува за студентскиот стандард во Македонија. Да не ви кажам дека студентските домови се во далеку полоша состојба во поглед и во смисол на стандардот од она што ја 60-та година кога студирав и доаѓав да преноќам некаде како илегалец во студентски дом Стив Наумов, бидејќи работев и студирав, а морав да се водам како редовен студент. Цело време сум бил со студенти, мислам дека најпатриотскиот дел на едно општество, на една држава, не само наша, Македонија, не бивша Југославија, туку во светот се студентите. И секој што мисли дека може студентите да ги заведе и да ги доведе, да ги конфронтира против актуелната власт, студентите не протестираат против власт. Ова наша, денешна, македонска, од која ја лично не сум задоволен. Имам 101 забелешка. Меѓутоа наша е таква како е. Ама да не се игра власта, да им се конфронтира на студентите од некаков инает. Со студентите нема да излезат на крај, мислејќи дека студентите ќе им бидат она што им е денешна опозиција во политичкиот живот на Република Македонија. Јас ги повикувам сите професори да застанат до своите студенти, затоа што нивните барања се оправдани. Ја повикувам Академија на науките и уметностите на Македонија да се изјасни, да не молчат, и на социјалните мрежи им пратив абер молчат. Јас бев со студентите, не сакав да давам никакви изјави затоа што мислев дека веднаш ќе бидам етикетиран. Ја партиски белег немам, партиски не сум определен, ме интересира само безбедноста на моја држава, ме интересира соживотот на нашите граѓани и ме интересира и иднината на моите деца и на моите внуци. Затоа уште еднаш на сериозна порака до владеачките структури, политичките партии, и овој пат ги викам да бидат единствени, без разлика на национална, конфесионална, социјална и друга припадност, сите студенти, бидејќи стандардот на студентите во Македонија мора да биде единствен и за сите, без разлика на нивна национална или верска и не знам каква друга припадност. Професоре, тука недека ќе го завршиме овој прв дел од емисијата со делот на студентите, нивните права, бидејќи долго време и вие бевте предавач на Универзитетот наш Свети Кирил и Методи. Сега ќе се префрлиме малку на оние
посериозни теми, ако може да се каже, во споредба со овие теми. Иако и студентите се релативно најсериозна тема, дефинитивно. Ме интересира каква е моменталната политичко-безбедносна состојба во регионот и како таа се заканува на Македонија. Имавте неколку написи претходно и минатата година заедно зборувавме дека не е толку сјајна целокупната политичко-безбедносна ситуација во Македонија, но се чини дека и во моментов е така, иако според информациите нели кои што беа дадени пред некој ден, нема потреба за загриженост за безбедноста во Македонија. Токму таквите констатации, таквите проценки мене многу сериозно ме загрижуваат. Еве да ви кажам зошто. Па видите, во регионот, ајде да не кажеме во наше мало државиче, кој си го сакам мое. И многу мина ми замера зашто викам моја држава. Јас сакам сите да викаат моја држава, дека би бил најсреќен. Видите, ако вие не знаете, у регионот никој не знае колку ние имаме луѓе и кои луѓе се отидени во ИСИЛ, ИСИС, во исламски калифат, држава калифат, во Корасон, најновата нова Ал-Каеда и Ал-Каеда. Затоа што се ова што се зад Ал-Каеда што се случува, тоа се копилиња на Ал-Каеда. А ние знаеме сега јасно излезе кој ја создаде Ал-Каеда, кога е создадена, каде е создадена и со какви цели. Ние денеска имаме податоци, баш денеска излегува податоци безбедносни дека америчка агентура во Босна и Херцеговина детектирала негде десетина илјади бивши припадници на салафити, вахабити, на муџахедини и на сите тие терористички кучиња кои го зацрнуваат и го тормозат мирниот граѓанин во светот, без разлика на тоа на која вера припаѓа, без разлика од која националност и од кое подрачје. Ако, значи, никој на Балканот не знае ни една држава, ни една служба, што е најголем срам што може да го доживеам како припадник на тие специјални структури, да не знае колку луѓе има надвор. Што е уште пострашно. Ние не знаеме ни колку луѓе ни се враќаат од таму умозаболени. Пазите, луѓе што присуствуваат на јавни екзекуции на невини луѓе кои распнуваат христијани на крст и се сликаат со тоа, луѓе кои јадат живо срце извадено од утробата на убиен човек, тоа не се луѓе, тоа се монструми. И ако никој не знае колку отишле, колку се вратиле, кои се структури, видите, ние само пред 2-3 месеци Белгија велеше дека од Белгија има 100-200. Па кога се дигна паника, 500 луѓе имале од Белгија. Англија викаше исто така, 200-300-500. Па кога испадна дека 3-4 дури и јас во мојата проценка со еден новинар, ваш колега, кој пишуваше за еден портал во Вашингтон, кога му говоре вајнска година во јуни месец, така мислам беше пред одмори, дека овие терористички структури кои одат преку Македонија, што е најголем срам и жал, од Македонија, преку Албанија, преку Тирана и преку Истанбул, сите што замина од Балканот, па и еден добар дел од Средна Европа, поминаа, значи, низ овдека центар Скопје, Чаир и Тетово. А за да не се компрометира Чаир, најголем дел од нив престојуваше во приватни станови во населбата Аеродром. И најголеми и најдобри информации за престојот на овие структури ги добивав од нашите таксисти, особено од таксисти кои возат без крст. Знаете, ние сме поделени, како сакате, мислите. Наши луѓе, например, ако видат дека нема крст, не влегува у такси. А ја напротив, сакам да се возам со таксист кој има полумесечина и сакам да го чујам и тој наш граѓанин што мисли он за мојава држава и како живее. И да ви кажам,
до еден велат дека многу тешко живеат, али не можат и немат кому да се пожалат. И сега што да ви кажам сега? Како можеме ние да направиме безбедносна проценка, политичка да ја оставиме на страна, да си ја прават политичариве, како може да направиме која е многу суптилна и многу флуидна? Во моментот дека ние сега овде разговараме, можат поново да ни ја гранатираат владата. И сега на кого да му верувам ја? На оние што ја гранатираа владата, по втор пат, односно оваа година веќе трет пат со исто оружје се јавуваат, еднаш на демонстрации со монструм ја гаѓа судската палата, еднаш во кругот на УКИМ се гаѓаше со исто оружје и ова последното, нели, кога беше на 28 октомври. И не е ни битно, мислам. А она што се случи 2007 година, тоа никој не го ни споменува. Зашто? Тоа станало негде ад акта. Меѓутоа, ние можеме колку сакаме да ги туркаме работите по тепих, ама гадинки ќе ни се развијат. Од гадинки ќе имаме гадинки, па ќе почнат да добиваме, ќе мораме да применуваме место дезинфекција, ќе мораме да употребуваме дератизација, ќе ни дојдат и глодари. А тоа веќе ме малку потешко и поопасно. И мене ме ужасава кога најкомпетентен човек во државата, кој најпосле има и маша и не мора стално да иде у огин, зашто да се горам ја, кога имам портпарол, ќе го пуштам, нека исприча он милион глупости, па утре ќе го тепаме него. Учени политичари, да не кажам и дипломати, и овие високи функционери во разузнавачки служби, секогаш ги пуштат помалите за да можат утре ако треба да го очистат, не, и да кажат, да направи целата ова бламажа и сето тоа. Значи, ако додека ние овдека зборуваме, може некој да ни прати нова SMS порака, еве ние сме тука, па ја реков, ме прашуваа многу мои студенти, пријатели, новинари, ваши колеги, што мислам кој е. Ја викам додека не се потпише кој стои за ова што се случи со двете гранати на владата, не можем да кажем, не сакам да кажам ништо. Знаете зошто? Затоа што ова не е криминален акт. Криминалците се тие кои секогаш сакат да останат сокриени. Они не носат униформи. И они не сакат да излезе на виделина нивната присутност. Они тоа сакат да го направат во апсолутен мрак и да што подолго останат неоткриени и да си ја вршат својата криминална злосторничка работа. Додека терористите, ако немаат публицитет, не направиле ништо. Осама Бин Ладен направи таква пропаганда, таква медиумска кампања успеа да го надмине и Гебелс. Тој полека, меѓутоа на светот, не кај нас на Балканот, кај што беше едно 5-6 пати доаѓаше, имам податок еден од еден мој пријател, дека престојал во Скопје во Континентал, меѓутоа тоа не ми е потврдено и ја тоа не можем да го документирам. Видите, он успеа да влезе во нашите спални. Додуше сега и службите ни влегуваат со GPS и друга техника што ја имат, перманентно се у нашите спални, ама еден дел од мојава служба и од моите студенти повише ги интересира дали швалерките и со кога им се швалерките или дали ги вара некој, дали се во прелюба, отколку она што е интерес за потребите на служба за безбедност. И ние сме го правиле тоа во наше време, и сме прислушкувале, и сме озвучувале и тајно и секако, ама тоа било примарно ни била безбедноста на државата и ја сочувавме, ја чувавме безбедноста на државата. Државата наша ја предадува и ја растурија политичарите. Ја се плашам дека тоа нешто слично ни се случува и во овие 20 години од нашето осамостојување. Jer овој атак што се врши на службите, специјални служби, па ние немаме извор. Како мислите службите разберат колку имаме во джихад, надвор во Сирија и во Ирак. Ирак е покритие на Сирија. Ирак е ИСИС е голема ИСИЛ, е голема измама на Соединетите американски држави пред Обединените нации за да добијат бланко одобрение да ја бомбардираат Сирија, да го срушат Асад.
Меѓутоа се излажаа тука. Мене ми е жал што е така, бидејќи ја не сум ни путиниста, нити сум русофил, нити сум англофил. Ја само сакам да кажам да не остават нас, маливе државички, на мир. Ние имаме собствена војна. Наша најголема војна што се води во оваа држава е војна за преживување. Ние сме дојдени на последно стапало на социјална издржливост. И јас само молам Бога да не бидам во право, дека еден ден, кога тоа повеќе не може да издржи тоа стапало таков напон, ќе имаме овдека многу потешки состојби од што овие 3-4 илјади студенти што излегува, кои некој сака да ги минимизира. Една телевизија цел ден не се реши да ги пушти, или еднаш ги пуштија, тачно видов едно 4 секунди ги пуштија, само споменаа дека некакви студенти таму демонстрирале и толку. А таа телевизија, добро, знае, добро живее, добро е платена и нека им е еден ден ќе се срамат од тоа што го прават. Значи, безбедносна состојба во оваа држава, во овој регион, не е тоа наше. Па нас ни се смејат надвор кои ќе кажеме дека безбедносна состојба не е стабилна. Jer ако првиот човек на министерството, моје министерство, говори дека во претходниот период кога била една структура на власт, имало 87, не знам колку тамо, убиства, и биле откриени 82, а 5 не биле откриени, а сега кога сме ние на власт има 89, па сме открили 87, 2 само не смртне, тоа е доказ дека безбедносна состојба. Тоа нема благе везе. Убиствата со безбедносна состојба, ама никаква врска нема. Само на убиство што и денеска не знаеме што е, како е, докаде е. Ја им дадох одма подршка на моите колеги дека е тоа терористички акт. Кој го направил? Зошто го направил? И како го направил? Ние денеска уште не сме му дале одчет прво на семејствата на тие деца што загина и на тој човек што се нашол во погрешно време на погрешно место, и никој не кажа зошто е мотивот, што беше. Мотивот беше пораката. Таа акција на Смилковско езеро пред 2 години на Вели четврток беше, требаше да се организира на Божич во Соборна црква. Меѓутоа, тие што го планираа тоа, беа исплашени од евентуално големи жртви и од реакцијата што тој случај ќе се случеше во Македонија, jer нас треба нешто да не допре, па да се разбудиме и да излеземе од да се разбудиме од анестезија под која се задржуваме. Значи, еве да дефинирам. Безбедносна состојба во државата не е стабилна од 2 причини. Поради социјалниот набој во државата, jer ти ако имаш 30% невработени, па нас CNN стави, еве сега Бабановски е нон-стоп е, значи, критизерски се настапува, не е сака владата, не е сака ова партија, не е сака она партија. Меѓутоа, CNN рече колку имаме невработени. Па вие у толку невработени, што мислите како ќе се живее? А најголем дел од невработените се најпродуктивниот дел на оваа држава. Младите. Тоа е проблем на Европа. И тој проблем е поврзан. И нашите дечки, нашите студенти гледаат дека има раздвижување. Ние имаме меѓународна соработка на студенти. И таму се разменуваат исто така. Што треба да се направи? Што треба да се направи младиот човек да од овие вампири што ја водат Европска унија, што ја водат Америка, вампири, таму Кисинџер е постар од мене 10 години. Бжежински е 15 години постар од мене. Тие се не со една нога, со 2 нозе се угроби, им избегале на 5 гробари. Они сега не им е лесно да праќат млади луѓе да гинат на фронтови таму. Значи, безбедносна состојба во регионот е никаква. Јас се плашам, ма многу брго ќе бидеме сведоци на она што ни се случува. Мене лајска година, кога дадова на интервју за Радио Москва, требаше да говорам на Радио Москва, за да ме цитираат од Португалија до Саудиска Арабија. И тога реков, дадов каква е состојбата, мене, мојата министерка ме демантира. Ми се јавуваат од Вашингтон и бараат интервју.
Им викам, луѓе, зашто интервју? Дали оно што сте говорили за радио Москва, глас Русија, дали би сакале да повторите? Па викам, што не користите тоа? Немам една изјава за Вашингтон, друга за Москва. Тоа што сум го рекол, тоа е. И знае дека зошто он тука ми пука твој колега еден и ми вика, ама знаете што, вика професор, вашата министерка ве демантира. Па викам, знаете што? Па може она да ме демантира колку сака, зашто она е власт, а јас сум професор у пензија. Меѓутоа, кој ќе се срами утре кога ќе почнат да ни доаѓаат мртовци, а не мртовци, него бери за мртовци. Зашто по законот од Куранот, у исламот и муслиманите, истиот у рок од 24 сата мора да се копа мртовец. Така да таму никој не дошол, одека никого нема да донесат. Па никого не го ни интересира, они не ги викнале таму за да ги титрат, ги викнале таму да гинат некој да се богати. Значи, тогај на вашиот колега му реков ја, некој ќе се срами, меѓутоа знаете што, никој не поцрвене од тоа што се случи после недела дена, четворица граѓани од албанска националност кои беа тамо загина. И ова морам да го кажам. Високи команданти во ИСИЛ, во ИСИС, во исламска држава калифат на Ел Багдади се голем број на команданти од УЧК, еден добар дел од онанистите, овие припадници на ОНА, команданти, кои отидоа тамо, ветерани, и кои поради обученост успеаат да се искачат брго на таа командна позиција на високи позиции. Епа тие луѓе еден ден, 50 години нека трае војната у Сирија. За 50 години еден ќе се врати тука, нели? Што ќе прави он овдека? Што ќе работи? Ќе работи тоа што научил најдобро да го работи. И ние ќе имаме проблем овдека со нив. Тоа е таа безбедносна состојба за која ние викаме дека е стабилна. И ако некој прави стабилна проценка за безбедносна состојба врз основа на убиства и откриење на убиства, тоа е, ајде да не кажам, некој лоша збор ќе погрешат. Значи, тој човек нема елементарна безбедносна култура. Професоре, Македонија се наоѓа надвор од НАТО структурите, но она што е многу интересно кога станува збор за безбедноста на регионот и Балканот е тоа дека почна многу често регионот да го посетуваат час руси, час американци, час германци. Се чини дека комплетно регионот Балкан е интересен за нив. Каде тука Македонија треба да се гледа и каде Македонија треба да замине за да биде побезбедна? Видите, јас наназад, 8 години, од една безбедносна проценка што морав да ја направам јас, по барање на амбасадорот на Словенија Маријан Шифтар, кога доаѓаше нивниот министер за надворешни работи доктор Димитрije Рупел, кој требаше да ни соопшти дека Словенија е одредена да биде медијатор за нашиот прием, доближување и прием во НАТО. Немаше кој да му направи безбедносна проценка, зашто непосредно пред него доаѓање, тие мои студенти со кои јас, војното аташе, полковникот Јанес Бутора, ги запознав и реков дека они треба си направат релација со министерката за внатрешни работи, со представници на ДБК и на Агенција за разузнавање. Ја можам да им помагам тука у брифирање, али ја не можам да им ги решавам проблемите на граница, зашто тука државата и друго. Им реков, јас ја почитувам и се сака моја држава и вие исто така треба да ја почитувате и да имате однос, а тоа е што сум и пријатели, што можеме да разменуваме и информации кои се од заеднички интерес заради безбедноста на ова такво барутно подрачје, тоа е друга работа. Меѓутоа дојде до смена на власта, дојде до смена на структурите и овој кога побара Рупел да му направат безбедносна проценка, ви викат ние не можеме. И брго ми се јавија мене, замоли, ја викам, ја ќе ви напишам, али ќе ви напишам безбедносно политички кроки на Балканот и ќе го подпишам како професор Иван Бабановски, за да утре некој не ме тамо манипулира дека јас сум нечи на сова,
на нивната безбедносна структура дека сум ми пријатели. Имам таму мои колеги, пријатели со кои разменувам информации. Меѓутоа тоа ми е мене една релација сосема друга и јас со ова немам организиран однос како овие што настојуваат да им покажат дека акцијата Шпион имала шпионирале во интерес на унгарската држава, унгарската служба и на Орбан. Па срамота, Орбан ни е најголем пријател во Европа. Ние поголем пријател во Европа од Орбан немаме. А како сега некој ќе прави структура разузнавачка? Разузнавачка структура се прави таму кај што имаш нарушени односи или кај што не си сигурен во твојот пријател, па сакаш да знаеш што прави, а не пријател, него тие што се нарушени односи. И да не се враќаме, тоа таму беше голема збрка. И што сакав да кажам? Тоа ги напишав и тој материјал му го доставив со писмена достава на председателот на државата и до премиерот, актуелниот и шефот на државата и премиерот. Таму напишав дека Балканот го тормозат и мојава држава Република Македонија ја тормозат 15 големи тајни служби, разузнавачки структури. Меѓутоа овој период од тие 7-8 години ние овдека имаме веќе присутни околу 10 структури разузнавачки од арапскиот свет и исламските држави. Од Саудитска Арабија, Сирија, Египет, па дури и Емирати, па и ова што овдека. Знаете што? Никој нема да ви донесе инвестиции милиони и милиарди ако претходно овдека не инсталира своја служба. Јас напишав тога и дури сугерирав, настојав некако да допрам до овие првите наши луѓе во државата, да ја прашат, например, Турција, зашто во последни неколку години за 300% го зголемила капацитетот на нивните оперативци овдека. Па прво, не затоа што ни се непријатели, затоа што едини што не подржуваат во тие конфликти со Грција не ради нас, него ради нив. Бидејќи грците им се најголеми непријатели. И сега ние тука, добро, наоѓаме пријател заради да се заеднички непријател. И ја да се разбереме. Ја грчкиот народ не го сметам за непријател. Ја нивната сулуда политика, како што не ја поднесувам политиката на одредени структури во НАТО, како што не ја поднесувам политиката на актуелниот естаблишмент на Америка, па некој ме вика антиамериканец. А види, пазите сега, Конгресот го изгуби Обама, Сенатот го изгуби Обама, а ја антиамериканец затоа што не ја поднесувам таа сулуда, таа разбойничка, терористичка политика која се спроведува во светот, во 60 држави они водат војна, а го упропастија својот граѓанин во Америка. И тога реков дека би ги прашал пријатели институциите. Знаете зашто? Ако некој го зголемува капацитет, ако тоа го прави во албанска амбасада, ја ги напишав и ги објавив. Го ги дадов на тогашниот министер 2002-2003 година на Хари Костов, му дадов имиња и презимиња, пасоши, коли, кој, каде, што. 28 страница му напишав материјал. Им ги земав со работниците на ЦИА, им ги земав, дојдов кај мене и ја тие материјали им ги дадов на моја служба. И сега ги објавувам у книгата, карти, сите тие работи. Тогај напишав да ги прашаат турците зошто го направија тоа. Албанците знам зашто прават зголемена. Додуше ја да сум од албанска служба, ја не би ни правила агентура. Па партнерот мој у власта, истиот ден, тоа што ќе се договориме у власта, истиот ден знае и Тирана, знае и Приштина. Истиот ден. Мојот партнер кој сега седи у власта со мене, 6 месеци беше на релација Тесалоники, односно Солун, но ни вика Тесалоники, и Атина. И кога беа кај Бакојани, кога го прими шефот на владеачката партија на албанците, и уште еден од моите пријатели со него, и уште еден кој требаше да влезе да им биде преведувач, а ми го тргнаа човекот да седи таму, да му дадува да јаде, да пие у Министерството за надворешни работи, ма ако имаме ние човек што ќе преведува и на албански, и на грчки, нема и на енглески, нема проблем.
Дали ме разбирате? И за тоа тамо што се случуваше, што се договараше, они 2,5 сата останаа со Бакојани, никој во оваа моја држава не е информиран. И сега, кој е тој сега во оваа држава кој ќе ми каже мене како треба да изгледа безбедносна состојба ако ние имаме два ентитета, еден кој се бори за државата и еден кој влече во сецесија. И ја им порачувам на моиве државници, на мои додуше државници немаме, на мои политичари. Немаме Киро Глигоров како умре ние државник аш. Им порачувам на моиве политичари да бидат многу сериозни, затоа што идната година некаде во половина на јуни месец ќе имаме сецесија на територија на Македонија, како што ќе има сецесија на територија на Црна Гора, сецесија на територија на Србија и ако добијат и понатаму поддршка каква што ја добиваат од Вашингтон, најверојатно дека и Чемерија ќе се крене и дека ќе биде она што Кочо Данај упорно настојува да ни ги отвори очите, никој не сака да го слуша. А Кочо Данај не е научник, Кочо Данај е мој колега кој го изучил занаетот во Сигурими. Сега во ова се престрои како доста мои колеги што се престроија. Знам што мислат во душата, ама добро, мора да се живее, нели? И он сега кажува, не смее да споменува големо државност, затоа што знае како помина Милошевиќ, али вика, ние и таа резолуција е донесена, од овдека беа 50 луѓе од Македонија. Ако јас знам како пензионисан професор 20 години, мора моја служба да знае, мора моја влада да знае кои луѓе беа лајска година во јануари месец во Тирана, кога на 3-дневна средба на се албански, нешто слично на нашиот се македонски конгрес, одлучија дека ќе се создаде и ќе се формира природна албанска држава. И Кочо Данај некне ни порачуваше дека Македонија е аш. И никој не реагираше на тоа. И ја морам сега да пишувам тамо, да се тепам со некој си тамо идиот, да му кажам, Македонија нема сила која може да ја уништи и да ни ја земе и да ни ја промени и како име и како територија и се. Нема таква. Зашто? Затоа што едино што стои зад нас е сега овој Господ у кого единствено можеме да се надеваме. Тоа е тоа. Професоре Бабановски, имам уште 7-8 минути, а морам да поставам уште неколку прашања да бидеме малку поекспедитивни. Целокупнава политичка безбедносна ситуација накратко ја споменавте. Каде Македонија и како ги оценувате последните желби на Германија за да се интензивира тој диалог помеѓу Македонија и Грција, односно да се изнеде некакво решение и идејата Македонија што е можно побрзо да се интегрира во Европската унија. Дали се плашат дека Русија може да го завладее овој дел од Балканот, а и Турција преку незината веќе моќ да инсталира своји луѓе овдека и да направи некоја си федерација, односно заедници? Ајде да почнем од позади, од ова прашањето. Ја упорно и праќам аберин на европскава јавност да внимава да не и се случи додека преспива 1371 година на Марица. И тоа и Вукашин го ставија сам и дојде до наезда на оние кои дојдоа до Виена. Меѓутоа, денеска Виена од внатре е освоена. Таму има еден од најголеми и најаки исламски центри кој делува субверзивно против европска политика и кој работи интензивно на конституирање на се исламска држава, исламски калифат или калифат само, исламистан, која треба да биде од Португалија во првиот период, првиот интервал до Урал, а после и до Владивосток. Сега преку бара тамо, не знам како ќе одат работите. Значи, Германија, ама апсолутно не ја интересираат ничии интереси на Балканот. Превасходно ја интересираат нејзините интереси и ги интересираат да се стационираат цврсто во Косово, затоа што кога беше распишан тендер
за мобилна телефонија, конкурира Alcatel, француски, и Siemens. Мене е мој извор, кој беше командант на ЗКП во Приштина, еден од тие команданти, сега не е ни битно, не е ни добро да се кажува, го утепа затоа што лобираше за Siemens, бидејќи албанците не им веруваат на французите. А шеф на администрација на КВОР беше, на Умник беше овој французот. Добро, не е битно. И сега бидејќи беше задолжен за Телеком, он лобираше Кушнер. Он лобираше за Siemens и им го однесува во гилане на неговото семејство во залемен сандак и им рекоа дека починал од инфаркт. Значи, битката за Косово не е за да им се овозможи на албанците автономија и држава и не знам какви граѓански права и демократија. Битката за Косово е најповеќе заради Трепча, заради Обилич, заради рудните блага. И кога беше окупација во времето на Хитлерова Германија, на Третиот рајх, Хитлер ја даде комплетно да ја управува Мусолини Албанија, па он ја даде на барјактарите и на балистите, али Хитлер ја стави исклучиво под Гестапо Трепча. Нив тоа ги интересираше. Исто како овдека во Македонија. Јогуновци го држеа, Радуша ја држеа, Лојане, Хром им требаше нив заради легури, заради тенкови или такви работи. И, значи, тоа е тој интерес. Секој си го гледа и во Европа, во Европска унија, секој си го гледа својот интерес. Сега, прашање каде ние? Па ние сме толку минорни, толку сме малечки, да не можеме ние да влијаеме ни на тоа, дали ќе се определиме за исток или за запад. Ние треба да балансираме. Да балансираме. Пазите, еден Луксембург е помал од моја Куманово. Ама Луксембург му наметна, Јункер го наметна Луксембург. Покушава сега да го дискредитира со корупција, големи корупции. Па корупција, од кај дојде корупција кај нас? Ние имавме рушвет, овдека во Македонија имаше рушвет, ке те части некој кафе, ратлук, нешто така, ситно боза ке те части, и тоа беше рушвет. Но од кога научивме ние овие милионски корупции? Па од таму ни дојде, они не научи. И сега они нас ќе научат како ќе се бориме против корупција. Кого ние замајуваме во оваа држава. Значи мораме да сватиме. Прво и основно мораме да си донесеме еден концепт, не мора да биде тоа документ како што имавме. Ние немаме концепција за национална безбедност и одбрана. Немаме документ. Зашто? Зашто го ја донела претходната партија која не е сега на власт. Па ако не чинеше да донесевме, ние да си направивме за ова сегашно владеачка структура, али да биде во интерес на Македонија. Ние немаме таков документ. Ние имаме мислење на шефот, мојот шеф на држава, дека мене не треба да ме интересира безбедносна состојба на државата. И мене не треба да ме интересира кој е советник на мојот шеф на држава за национална безбедност. Ма и како ме интересира. Зашто по устав јас сум еден од елементите на безбедноста на оваа држава. Затоа што ја утре, ако треба оваа држава се брани, и со оружје ќе ја бранам. Додека можам да се движам. Кој може тоа право да ми го земе? Али ние кукавици од политикава ги истопоруваме во први борбени редови децата, младинците. А таму постои на меѓународна конвенција која вика дека исто како што вели забрана на злоупотреба на вера и црква во политички цели, така и забрана во политички и манипулирање на децата и младината во политички цели. А ние секои демонстрации, секои пресметки меѓупартиски и ова, ги топориме децата во први борбени редови и многу пати од тие, бидејќи стално сум на кои да демонстрира, таму сум со нив, и викам, што не дојдете бе, еве ние, ко треба да се пресметуваме ние, стари. Зошто ги тераме децата да се тепаат? Зошто не ги научиме да се љубат? Професоре, многу брзо ни помина времево.
А едноставно емисијава вака ни замина 53 минути веќе. Имаме многу неодговорени прашања, ми останувате должен уште еднаш да бидете гостин во моја емисија и во студио на телевизија. Еве на крај само една реченица. Завршен збор, би бил интересен од вас уште еднаш да чуем. Само една реченица да кажем, вака просто проширено. Не може Европа да се справи со радикалниот тероризам, бидејќи има партнер кој не е искрен. Не може Европа да се справи со радикален ислам ако не ги ангажира своите кадровски, материјални, технички и финансиски потенцијали на Балканот, бидејќи од тука сите несреќи, сите неволи ќе бидат како бранови ќе доаѓат во Европа, и Европа дефинитивно нема да може да се одбрани, уште повеќе што за одредени структури они немат. Например, за албанскиот елемент ни една европска полиција нема агентура која може да се инкорпорира, да се пенетрира и да дава информации во кој смер се насочува и кај се движи. А огромен дел на средства оди преко наркотрафикот, во кој денеска албанската мафија е водечка не на Балканот. Таа беше измечер на турска мафија, па сега стана турската мафија стана измечерка и албанците, сега таа ја води европската мафија и таму се вртат огромни суми, милиарди. А организираниот криминал е само кај што има власт во криминалот. Она друго е све општи криминал. И нема у свет држава која нема општ криминал. Да. Али да знаете дека не може да има тероризам без пари. Сиамски близнаци се организираниот криминал, тука наркотрафикот, шверц со оружје и свето. Пазите вие, сега ИСИЛ против курдите употребува, овие кукат, молат да им пратат куршуми немат, а српска муниција и употребуваат овие од ИСИЛ и тоа е перверзија. Перверзијата. Професоре, ви благодарам многу. Имаме реклами веднаш по емисијава, а потоа треба да следуваат и вестите. Уште еднаш ви благодарам за тоа што бевте гостини и што ви одзедомав дел од вашето драгоценно време. Благодарам, со задоволство сум тука и еве стојам на располагање. Навистина ни доаѓат еден период многу тежок и треба да бидеме будни. Треба да работиме сите на креирање на безбедносна култура и да ги научиме луѓето дека не е доволно само да гледаме вести, туку и да размислуваме и да знаеме да се организираме и бориме против сите зла кои ја напаѓаат ова мала демократска држава што се вика библиска Македонија. Поштовани гледачи, тоа беше се. Ви благодарам и вам на вниманието. До гледање.